Како секој петок, така и денеска наши гости се представници од Аџибадем Систина, доктори специјалисти кои што говорат на некоја од темите кои не засегаат сите нас. Во месецот во кој најмногу се говори за тироидната жлезда, денеска ова утро топол поздрав за магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Добро утро, ви благодарам на поканата. Благодарам и вам за гостувањето. Иако 25 мај е всушност денот на тироидната жлезда, јас верувам дека нема човек кој што барем еднаш до два пати во животот не запознал некој кој што се справува со промените кога се случува дисфункција на оваа жлезда, која поинаку се нарекува штитна жлезда, и тоа се навистина некои непријатни моменти кои што не секогаш доаѓаат во ред, односно си ја враќаат својата функција. Може би ги има и такви кои што го имаат лично овој проблем и верувам дека ќе не следат со внимание, но ајде на почеток да објасниме што е всушност тироидеата или штитната жлезда. Така, како што рековте на почетокот, овој месец започнуваме со повторната кампања за подигање на свест за заболувањата на тироидната жлезда, иако само еден ден го одбележуваме како светски ден на тироидната жлезда, сепак 365 дена говориме за нејза, а посебно во овој месец мај. Тироидната жлезда е орган како сите органи во човековото тело. Многу често пациентите знаат да не прашаат дали имам тироидна жлезда или дали имам штитна жлезда. Да, сите ја имаме. Значи, се раѓаме со орган наречен тироидна жлезда, кој што е мал орган, меѓутоа се вели дека представува диригент во човековото тело. Доколку не функционира тироидната жлезда онако како што треба да функционира, започнуваат проблемите на ниво на сите органи и ткива. Тироидната жлезда е орган мал со негдека големина, односно тежина од околу 20 до 30 грама. Сместена е во долната третина од врато, значи негдека под ова Адамово јаболче. Изгледа како пеперутка или како штит и од тука и доаѓа првиот назив штитна жлезда, а од друга страна, бидејќи на штити од речиси сите останати проблеми, е вториот израз штитна жлезда. Нејзините проблеми за среќа не се големи доколку се започнати и се откријат на почеток, меѓутоа знаат да бидат и како сериозни доколку бидат запоставени. Заради тоа и секогаш е апелот на време да се препознаат симптомите за да може да се третираат нејзините проблеми. Проблемите ги делиме во две категории – морфолошки и функционални. Морфолошките или структурните укажуваат на тоа дека нејзиниот изглед е нарушен. Тој може да биде или во смисол на појава на цистични промени, нодуси, чворови познати во кај народот, или пак да биде во смисол на зголемување нејзино, тоа е така наречената гушавост, која што е позната на нашите простори, или пак да едноставно таа биде силно намалена. Додека пак функционалните пореметувања се во смисол таа да работи повеќе или помалку, па да бидат оние чести заболувања кои што нашите пациенти ги знаат како хипотироза или хипертиреоза. Во зависност што се случува, како ние ги препознаваме и ги класифицираме, така понатаму и ги третираме овие заболувања. Одлично. Многу е важно да ги напоменеме симптомите. Кои се симптомите или првите знаци дека имаме конкретни проблеми со штитната жлезда? Понекогаш ние жените, особено жените, бидејќи мажите, не сум слушнала до сега маж да се загрижи околу нешто што околу вратот тука може да му се појави како зголемено место, наслага или некое во вид на топче кое што веднаш ги загрижува, но како и да е и до тоа прашање ќе стасаме кои се повеќе подложни на проблеми со тироидната жлезда, дали мажите или жените. Ајде да ги откриеме прво симптомите. Да. Симптомите кај функционалните заболувања се нешто што почесто и поедноставно и пациентот ќе примети, а и самиот лекар ќе дојде полесно до дијагнозата. Доколку станува збор за намалена функција, нешто што првично се приметува е пациентот да почнува да ја зголемува својата тежина, иако ви дава податок дека јаде идентично како што јадел претходно. Потоа се ова проблем во метаболизмот и практично не кажав на почетокот дека тироидната жлезда е она што е одговорна за сите метаболни процеси во човековото тело. Па тука кога ќе се засегне метаболизмот, кај намалената функција, значи дека пациентите почнуваат да имаат проблеми со нередовна столица или тврда столица или обстипација.
Понатаму се жалат на еден изразен замор, малаксаност, намалена концентрација, потреба да се спие повеќе од вообичаено. Проблем со тоа што не го слушаат срцето дека работи, не го чувствуваат дека работи добро, односно настанува една брадикардија или поспора функција. Промени во варирање на крвниот притисок, кој што почесто е низок отколку нормален. Проблеми кои што се видливи, ова што го кажавте за жената потипични, бидејќи ги согледува побрзо. Жените повеќе се гледаме во огледало, во огледало, веројатно тоа повеќе да физичкиот кажам, изглед нас на засега, тоа е промена во косата, која што знае да биде сува, кршлива, да опаѓа, сува да е целата кожа и да настане на одредено место пецкање, односно чешање, и промена во ноктите кои што стануваат покршливи. Тоа се главните проблеми на кои што пациентот се жали. Сум сретнала и многу се извинувам, и многу жени, не се многу, но се доволно и ми се блиски кои забележале, односно дознале дека имаат проблеми со тироидната жлезда, кога не можеле да забременат. Да, тоа значи, е и тоа една, може да биде причина. Тоа е следното што исто сакав да го потенцирам, циклусите кај жената, кои што и кај хипофункцијата и кај хипер знаат да бидат засегнати, односно или да изостануваат, или да се нередовни, да се пообилни, да се засегнат другите гинеколошки хормони, и тука настанува проблемот со стерилитетот, односно неможноста за забременување. Пред 2 години главната кампања во месец мај беше жената и стерилитетот, односно забременувањата. Оваа година се водиме од она што неколку години наназад е како мото: тоа не си ти, тоа е твојата тироидна жлезда, или тоа не сум јас, тоа е мојата тироидна жлезда, бидејќи навистина пациентите кажуваат и ние ги препознаваме дека го менуваат комплетно карактерот на од она што претходно биле. За спротивно од хипофункцијата и симптомите што ги кажав кај хипотиреозата, кога работи повеќе тироидната жлезда, тогаш пациентите се жалат на изразено слабење, значи не е она типично слабење кое што кај некои е посакувано, туку драматично слабење, и тоа е обратно од ова намалена функција. Губење на енергија. Тука се тие губењето на енергија е покарактеристично кај намалената функција, тука пак со напливот на хормони имаат малку и повеќе енергија, меѓутоа ги уморува тоа што срцето забрзано работи, притисокот знае да биде елевиран и да се јави таа тахикардија. Па од тука да се јави потоа заморот, односно малаксаноста. Обратно, забрзане метаболизмот, па тоа се чести течни столици, препотување, заради тоа што со секој забрзан метаболизам се создава енергија, топлина настанува и е потење. Наистина непријатна работа. Така да, за симптомите од хипертиреозата се далеку понепријатни отколку симптомите на хипотиреозата. Да, познати ли се, доктор Цесарева, причините зошто се случува нарушување на функцијата на штитната жлезда? Би тргнало од тоа што ние сме така наречено ендемско поднебје, во кое што проблемите со тироидната жлезда се на, можеби да кажем, меѓу првите заболувања во она листа на заболувања кои што ги вади статистиката на нашето Министерство за здравство. Одамна, од пред 50-тите години, во државата имало недостаток на јодот како елемент и од тука започнуваат сите проблеми. Сега, ова само го кажувам како информација, како прва причина зошто настануваат проблемите со тироидната жлезда на наше тло. Меѓутоа, тоа не значи дека сега во моментот, во денешно време, ние понатаму имаме проблеми со јодот. И го потенцирам заради тоа што многу често пациентите го слушнале како информација недостатокот на јодот и сега го земаат во вишок и го земаат како додаток во исхраната, односно како суплементи. Многу често знаат да ни кажат дека ги користат оние народни лекарства што се мед со млади ораси, ликери со млади ораси, кои што имаат голема количина на јод, мислејќи дека на тој начин ќе ја подобрат функцијата. Меѓутоа, тоа веќе само може да направи проблем, бидејќи проблемот со јодот е решен на ниво на јодирање на еден препарат кој што, односно еден додаток во исхраната кој што ние секојдневно го користиме, и тоа кај нас одлучено да биде солта. Така да ние веќе немаме проблем, меѓутоа го кажуваме како една од причините што претходно било. Други од причините може да бидат, бидејќи жените се повеќе афектирани во оваа проблематика. Последната статистика вели дека 9 жени наспроти 1 маж е засегнат. Има ли нешто што не ги погодува повеќе жените? Тука се две главни причини. Првата причина се другите хормони повторно,
кои што се поврзани со гинеколошката страна, а второ се претпоставува дека емотивната компонента, која што е нешто поизразена кај женскиот пол и така може да влие за да се развие поедноставно проблем со тироидната жлезда. И третото е нормално непозната етиологија, како и кај сите заболувања, да настанат проблеми со тироидеата. Многу ни е важно да го споменеме начинот на современиот третман кај вас во Аџи-Бадем Систина. Како вие ги третирате симптомите, односно појавата на дисфункција на тироидната жлезда? Така. Најбитен е периодот кон пациентот, односно правилно земената анамнеза или разговор со пациентот. Тоа ќе ве донесе сигурно до дијагноза можеби повеќе од 50%. Следното е палпаторниот наод, значи за жал денеска и матичните лекари и лекарите од секундарно и терцијарно здравство го заборава дека палпаторниот наод и како може исто така да препознае дел од заболувањата, а тоа е мануелно со двете раце да се застане зад пациентот и да се пронајде тироидната жлезда, која што во нормални услови треба лесно да ја чувствувате кога на пациентот ќе му кажете да голтне како вода да пие или да јаде. Тоа е нормален изглед, значи само ја чувствувате. Веќе кога убаво ја фаќате во вашите раце или чувствувате некаков израсток, тоа е знак дека имате некакво функционално нарушување кај пациентот. А ова што е нормалниот изглед не значи дека тај нормално ќе функционира, бидејќи секако после физикалниот преглед вие давате предлог да се направат тироидните хормони, по потреба и тироидните антитела, кои што ве насочуваат дали ке пациентот постои едно така наречено автоимуно заболување, познатиот Хашимотов тироидит. За среќа во нашата болница, во болницата во која што работам, дијагностиката е на многу високо ниво, па ултрасензитивните апарати, како што се ехографските апарати со кои што исто така во прв акт делуваме, брзо ни допринесуваат да можеме да ја поставиме дијагнозата и доколку ехографски видиме дека се работи за нодозна промена, за чвореста промена, дали таа не асоцира на бенигно или малигно заболување, не оставаме да пациентот не подлегне на една тенкоиглена пункција, која што ќе ви каже во која насока се пациентите состојба. Во помеѓу ултрасонографскиот преглед и тенкоиглената биопсија, по потреба се прави скенирање на тироидната жлезда со радиоактивен материјал, тоа е најчесто со технициум 99, повторно за да можете да претпоставите, односно да знаете што да очекувате како краен резултат. Секоја чест. Значи орган кој тежи едва и 20 грама може да направи толку многу компликации и да предизвика толку многу болести. Навистина ова е предизвик за секој лекар, за секој специјалист. Имаме само уште толку време, не верувам дека имаме време да вклучиме гледач, но за жал еве да ја сумираме целава, рековме дека не е лесно да си жена и покрај се останато со кое жените се соочуваат многу повеќе од мажите, но можеме ли некако да превенираме, доктор Црцарева, да спречиме или да ја ублажиме состојбата за да не настане или ако настане да биде во некоја поблага форма? Ќе се вратам на самиот почеток од вашиот разговор. Редовните прегледи, на што кажавте, не познавате човек што барем еднаш или два пати не прегледал. Не се посомневал дека нешто се случува. Значи, се трудиме првенствено да прегледите на тироидната жлезда влезат во рутинските прегледи, оние чека прегледи што кај нас се изведуваат, како систематски прегледи. И тие веќе гледаме дека се проширени речиси кај сите работодавци од останатите фирми кои што бараат тој редовен рутински преглед. Тоа е првиот начин како можете да превенирате дали нешто се случува или превентивно би се случувало во иднина со пациентите. Понатаму секако стресот е нешто со кое што треба да се менаџира, бидејќи стресот знае да биде една од причините за појава на тироидните заболувања. И уште трета работа е доколку знае пациентот дека има фамилиарна предиспозиција за тироидно заболување, барем еднаш да се провери и доколку се открие на тој прв преглед, тогаш веќе насоките ќе бидат дадени од лекарот и ќе се знае на колку време треба да се прегледува. Така, ја споменавте она палпација, она напипување на тироидната жлезда која треба да се направи. Дали тоа може индивидуално да си го направи секој еден поединец
Дали се учи, сакам да кажам тоа, или треба сепак стручно лице Треба да го направи? стручно лице, меѓутоа секако и не е на одмет, нели пред огледало двете раце да се постават и да се види доколку се чувствува некаква непријатност. Некаква загриженост, Некаква загриженост, промена. да. Не постои само преглед како што нели кажуваме дека тоа е добро за дојките кога станува збор, меѓутоа доколку нешто се почувствува не е на одмет да се види, нели дали е тоа во оваа регија која веќе подалеку се исклучува дека е можноста да биде тироидната жлезда, меѓутоа секако може секој да го направи. Одлично. Јас мислам дека имаме време 2 минути, доколку моите колеги во режија се подготвени да ни дадат барем еден гледач, да го заокружиме вака финално ние нашиот разговор со доктор Билјана Црцарева, да проговориме, односно да одговориме на некое прашање кое можеби некој од нашите редовни гледачи би имал да го постави поврзано со нарушување на функцијата на штитната жлезда, и вака би сакал да ве чуеме. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Ало, Повелете, во програма сте. момент, да го намалам тон. Ајде, намалете го тонот да не губиме многу време, да се чуеме и да се обидеме да ви одговориме ако имате конкретно прашање на темава. Која е темата, не ја гледам. Имаме доктор од Аџибадем Систина со која говориме за нарушување на функцијата на тироидната жлезда. Дали имате вие да и поставите прашање? Ало. Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро. Дали сум ја на линија? Вие сте на линија, двајца сте ни на линија истовремено. Роска, цело Орман. Поздрав, баба Роска, многу ми е драго. Не знам дали прв пат или втор пат денеска се слушаме. Па сега за поубаво. За подобро. Забаве беше за Подобар лошо. ви е гласот. Утрово не бевте расположена воопшто, да. бе. Па жаба у грло ми застала. Знам. Многу ми беше жал за децата, тоа е страшно нешто. Сите имаме унуци и знаеме што значи тоа. Така, јас ве замолувам ако можеме да го искористиме времето и дали имаме прашање сега за докторката? Па ја докторката немам прашање толку, со болести не се многу расправам. Нека ми е жива и здрава, нека ги лече кој има мака. Тоа може да кажам. Поздрав многу до двете. Ви благодарам многу. Драго ми е што ви е подобар гласот и расположението, а и енергијата, бидејќи секогаш сте ни вие синоним за позитива во нашево дружење. Тоа е наша редовна гледачка која е тука со нас во семејството на гледачи. Тука некаде ќе го привршиме разговорот, ќе ви посакам убав викенд. Благодарам што ова утро проговоривме за една состојба или болест која навистина ги тангира многу голем дел од луѓето, не само кај нас, туку и во светот, и на некоја следна тема се дружиме повторно. Ви благодарам уште еднаш јас. Поздрав и до вас.